Ало, Дарко Филипов од диспечерски на МЕПСО. Дарко вака, 110 киловолтен далековод број 194 ТС Гостивар, ТС Вруток е исклучен на прекинувач, исклучени се линиски собирнички раставувачи и заземени од двете страни. Со тоа ти се обезбедени услови за работа. Во 10 часот и 57 минути ти отворам дозвола за работа. По завршување на работата се слушаме. Екипата на утринската програма на Македонската радиотелевизија се наоѓа во единствениот национален диспечерски центар на компанијата МЕПСО, кој што служи за управување на електропреносниот систем. Оваа мапа која што ја гледате зад мене е во суштина мапа која што покажува како се пренесува електричната енергија во Македонија и надвор од неа, а она што денеска ние ќе го дознаеме со нашите домаќини, односно со вработените на МЕПСО, е во суштина како функционира тој систем. АД МЕПСО представува акционерско друштво Македонски електропреносен систем оператор, кој што се занимава со пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем. Тоа е акционерско друштво во државна собственост и формирано е во 2005 година со трансформацијата на електростопанство. Тогашното електростопанство беше единствена енергетска компанија во цела Македонија, која што се подели на три компании. Едната компанија беше АДЛМ за производство на електрична енергија, другата беше дистрибутивната компанија Евана и третата беше МЕПСО. Инаку, основната функција на АД МЕПСО е да обезбеди сигурен и континуиран пренос на електрична енергија од производните капацитети внатре во државата, па се и од увоз до сите потрошувачи, сите клиенти на АД МЕПСО, односно сите учесници на пазарот, а при тоа да одржи стабилна и сигурна работа на електроенергетскиот систем. ОЕПС се грижи и има за задача да управува со токовите на електрична енергија до сите потрошувачи во државата и при тоа да го одржи стабилно работењето на електроенергетскиот систем. ОПМ или операторот на преносна мрежа има за задача да ја одржува високонапонската преносна мрежа, да ја модернизира, да гради нови енергетски капацитети, се со цел сигурно работење на електроенергетскиот систем. Најголемиот инвестициски проект во историјата на МЕПСО ќе почне годинава и ќе трае до 2022. Опфаќа изградба на 400 киловати далековод Битола Елбасан и изградба на трансформаторска станица кај Охрид, за што ќе се потрошат 47 милиони евра. Македонскиот електропреносен систем е поврзан со 400 киловолтни далеководи, со електропреносните системи, со околните електропреносни системи на Грција, Бугарија, Србија, Косово. Еден од главните приоритети е нашиот електропреносен систем да го поврземе и на запад со Албанија преку новиот 400 киловолтен далековод од Битола преку Охрид кон Елбасан. Со тоа би се овозможила врска исток-запад, односно Македонија би станала практично крстосница на Балканот во однос на размената и транзитите на електрична енергија. До 2022 ќе бидат реконструирани далеководите изградени во 50-тите години од минатиот век и ќе се модернизираат 9 трансформаторски станици. Сето ова ќе го зголеми преносниот капацитет на МЕПСО и сигурноста во снабдувањето. За рамнотежата на електроенергетскиот систем се грижат луѓето од планирање и луѓето од оперативата. Како што рековме, нашиот ОЕПС е составен од два одела, одел за техничка информатика и одел за управување со електроенергетскиот систем. Во оделот за управување со електроенергетскиот систем работат три служби. Првата служба е службата за планирање, втората служба е службата за управување и третата е за пазарна балансна
на балансни услуги. При тоа треба да се спомене дека планирањата се вршат на долгорочно, краткорочно и среднорочно ниво, што значи крајното е ден однапред. За утрешниот ден планерите прават планови во кои што е опишана вкупното производство на електрична енергија, потрошувачката на електрична енергија, увозот и извозот на електрична енергија. Тие сите треба да се избалансирани доволно добро за да системот функционира како што треба, да биде задржана стабилноста на системот, што значи фреквенција 50 Hz и напонските прилики да бидат добри во електроенергетскиот систем. Исто така, тука сите производители и кои што се во државата доставуваат своји планови, исто така сите трговци за увоз и извоз на електрична енергија и сите потрошувачи колкави се нивните потреби. Значи, откако ќе се избавен во ден однапред, откако ќе се направи план на работењето на електроенергетскиот систем, се затвара возниот ред и на таков начин се рачуна дека тоа завршен е планот за утрешниот ден. Врз база на тоа, тие планови се доставуваат овде во Националниот диспечерски центар, каде колегите работат според планот и во нив исто така се вклучени и исклучувањата, се ги има и исклучувањата, дали планирани, непланирани исклучувања. Сето тоа прави една целина која што води до стабилна и континуирана работа на електроенергетскиот систем. АД-МЕПСО има одлична соработка со соседните систем оператори. Во таа насока има подпишано оперативни договори со сите соседни систем оператори, со кои што е поврзан преку интерконективните 400 киловолтни далеководи. Оперативните договори го регулираат работењето на соседните преносни систем оператори и тоа во делот на контрола и управување на фреквенцијата, планирањето и пресметката, оперативната сигурност, координирано оперативно планирање, комуникацијска инфраструктура, размена на податоци, како и размена на, односно обука, оперативна обука и размена на искуства со соседните систем оператори. Златко и Филип се двајца од вкупно 12 вработени овде во Националниот диспечерски центар на компанијата МЕПСО. Ке проговориме збор два околу нивните предизвици и стресови на работа. Со какви се работи се среќавате овде? Предизвикот да се работи во Националниот диспечерски центар на МЕПСО е навистина голем, меѓутоа со тоа и одговорноста е голема. Затоа што ние се грижиме за преносот на електрична енергија, односно со попрости зборови кажано, се грижиме да енергијата од производствените капацитети да стигне до секое домаќинство. Со самото тоа работата е стресна затоа што ние работиме во реално време, односно било каква промена или испад на некои од елементите во системот во реално време се рефлектира на оваа табла. Добиваме светлосен сигнал и звучен сигнал. Врз основа на тоа правиме низа активности преку нашите алатки кои што се представени на овие компјутери, односно на SCADA системот, со цел да воспоставиме повторно нормална ситуација во енергетскиот систем на Република Македонија. Ова што се гледа на мониторите во Националниот диспечерски центар е SCADA IMS MMS системот. Тоа е систем или платформа за надзор и контрола и прибирање на податоци, систем за енергетски менеджмент и маркет менеджмент систем. Со овие три функционални системи и со останатите апликации кои што се ставени на располагање тука, се возможува надзор и управување на електропреносниот систем во реално време. Корисници на овие софтвери, односно на овие платформи, е службата за оперативно управување, тоа се оперативните диспечери, службата за оперативно планирање, секој во својот дел согласно своите работни задачи. SCADA системот овозможува надзор и управување на електропреносниот систем на Република Македонија и го оптимизира управувањето и донесувањето на соодветни и правовремени одлуки преку податоците кои што се собираат, кои што се прибираат од електроенергетските објекти во реално време. Значи, се прибираат мерења од сите електроенергетски објекти, статуси на состојбата на високонапонската расклопна опрема и аларми во случај кога параметрите на системот се надвор од дозволените граници.
Исто така, преку SCADA системот се возможуваат и манипулации со примарната опрема, со примарната високонапонска опрема во електроенергетските објекти, односно се овозможува далечинско управување од Националниот диспечерски центар од страна на оперативните водители на електроенергетскиот систем на Република Македонија. Се планира и приклучување на нови производители и потрошувачи на електрична енергија. За да тече работата како што треба, претходно потребно е планирање на работата на електроенергетскиот систем. Во такво планирање подразбираме годишно планирање, среднорочни планови и дневни планови. Годишните планови се електроенергетскиот биланс, во кој што во формирањето на електроенергетскиот биланс учествуваат сите компании од сите учесници на пазарот во Македонија, односно сите потрошувачи, сите производители. Врз база на тоа се прави проценка колкав треба да биде увозот на електрична енергија во Република Македонија, за да целиот систем биде избалансиран. Односно, производството заедно со увозот да ги покрива потрошувачката заедно со извозот. За таа цел ние имаме луѓе што се веќе запослени со години, меѓутоа исто така МЕПСО води сметка и за својата иднина. Значи запослува нови кадри, кои што нови кадри ќе ги наследат и ќе се обучат добро да ја вршат работата. За таа цел дава стипендии МЕПСО, стипендира студенти. Еве, например, во декември беа примени нови 6 стипендисти, кои што ќе ја наследат работата овде во диспечерскиот центар и во цело МЕПСО и ќе можат понатаму да управуваат со електроенергетскиот систем на Македонија.